Се враќаме во студиото. Тука е господинот Илија Јовановиќ од невладината Градиме иднина. Со Јовановиќ ние вака се среќаваме повремено. Гледаме како оди спроведувањето на проектот Стоп питачење, но и за другите активности на организацијата. Па еве да почнеме со ова. Јовановиќ, до каде сме? Се движиме. После 4 години напорно работење се движиме. Благодарам на ТВС, благодарам на цела екипа, на сите медиумски куќи, сите главни уредници, електронски портали, социјални мрежи, граѓаните кои медиумството и новинарството најмногу кои ме поддржа во изминатите 4 години и 2 месеци како што се движи и реализира овој проект, верувајте дека немаше да вроди со плод. Јас почнав со едно пенкало и со едно тефтерче и голема визија. Да ставиме крај стоп и злоупотребата на децата, се додека последното дете ние не го страниме од питачење, ние, медиумството, Градиме иднина и сите релевантни институции кои ги разбудиве после 4 години и 2 месеци, да активно бидат вклучени и ја вршат својата службена положба, немаше да овие големи, огромни резултати да ги разбудиме, да нелиете се стави злоупотребата на децата и питачењето во Република Македонија. Да, и сега каква е состојбата во моментов? Бидејќи го следиме како се спроведува. Да, моменталната состојба, соработката со Министерството за внатрешни работи со кабинетот на Панче Тошковски одлично се одвива. Ги имаме контактите, комуникацијата и соработката, каде што по полицискиот акцијски план при соработка на Министерството за внатрешни, владата, кабинетот на премиерот, Труд и социјала, заменикот Ѓоко, каде што често сме во комуникација, и јавното обвинителство, ние се уште ја движиме на подобро и подобро работата. Кажавме дека преку ноќ овој проблем не се решава, не можеме да го решиме проблемот, но скала по скала, чекор по чекор, каде што еве и од Центарот за социјални грижи во територијата на градот Скопје и во цела Република Македонија, во сите 88 општини се вклучени сите придружни јавни установи при ЦСР Скопје и во цела Македонија веќе се активни да се вклучат, каде што кажав дека и кабинетот на премиерот Христијан, не да ги фалам, да ги дека се движат работите, ние вака, ако јас кажав дека ова на хартија тука нема да остане, се движи и ме радува. Јас дури се изненадив, Градиме идни на Скопје, ја следеше цели 12 месеци, активни бевме на терен, ја следевме состојбата како. За жал ги има, се уште ги има, но со помал обем на деца и така натака. Јас кога видов сеато ова истражувањето од вчера до денеска, значи ова е работењето на полицијата, да не ги ова, во цела Република Македонија, полицијата, центрите за социјални грижи, ја дигнавме на највисоко ниво овој проект Стоп против питачењето и злоупотребата на децата. Сакате да кажете дека полицијата е поактивна во поактивна, затоа што јас кажав дека кога бев кај министерот точно пред една година кај Панче Тошковски, најголема благодарност до него и до целото Министерство за внатрешни работи и секторот за сузбивање и питачењето и трговијата, злоупотребата на децата, сум крајно благодарен што во цела Македонија се вклучи полицијата и јас викам вака, ние имаме механизми, ние имаме релевантни институции, имаме наша собствена држава, молат Бога да најдат работа, не им се работело, значи проблемот беше боцкањето, некој мора да ги боцка вака, за да тие работат и ја вршат службената положба, како јас, ти и сите граѓани. И дури министерот Панче, кога имавме состанок, пак ќе го кажам пред целата јавност, овој проект замре во 2025 изумре. Почна нешто да го движи претходниот министер за труд и социјала, се трудеа, но не беа многу заинтересирани и залагани. Кога ти имаш концепт, визија, план, и кога го направивме протоколот за деца од улица, отстранување, како се тоа што го промовиравме, тој 30 години протокол стоел во фиока, но никој не го интересира. И затоа се зголеми обемот. И кога министерот ми рече, јас првпат Илија за ова слушам дека некој го движи, мора некој министер, викам, да го движи. Ако не Илија, тогаш некој друг, не верувам дека. Јас кажав дека ние не се бориме за титули, за награди, за грантови, за проекти. Јас кажав, кој сака слободно нека провери дали нешто ова функционира или не. Целта и мотото ни беше медиумството, новинарите, целата поддршка која имав од многу особи, и од Ламбро Патче, што најмногу ме поддржа во ова целата работа да се движи, верувајте, до сега овој резултат не може. Ја дури се изненадив, ова е едниот дел сеат што го
истражував и што го црпев од сите информации, имаме уште пола дел и поголем е материјалот, дури за овие 2 години, овој проект ме изненади, не ни очекував дека толку ќе вроди со плод, дека полицијата, министерството, сите сектори ќе се вклучат, каде што и градоначалниците се вклучија. Дури се изненадив, имат они во Куманово состанок за превенција и сузбивање на питачењето. Ние често пати сме у комуникација со Максим, градоначалникот, поодамна, таму многу ми се допаѓа. Мерко донесе одлука, нели да се иселуваат, да се отстрануваат, и во Струга тоа функционира, ме радува. Полека по полека гледам и во Скопје тоа се движи и многу ме радува што веќе состаноци имат сериозни работилници како да се решаваат нивните проблеми, нели, одземањето на родителското право, обезбедување на лични документи каде што не се евидентирани ниту во здравството, ниту во системот на МВР и така натака. Полицијата е најмногу вклучена за отстранување во питачењето, најмногу е активна во Куманово, во градот Скопје, во сите скопски населби. Веле се проблематичен, но и тоа ќе го решиме. Охрид се изненадив, затоа што најголемото питачење сега ни се зголемува и за новогодишните и божитните празници. Таму кога е сезона, кога има повеќе туристи. Да, ама за тоа градиме иднина и медиумството се тука да ги потсетиме и ја бараме, нели, ние целосната поддршка, само уште бараме граѓаните да се вклучат и да не поддржат, затоа што тие се големиот проблем. Но ние имаме и друго решение со глоба, казна од 300 до 500 евра. Ќе барам сега законот за сообраќај и прекршоци и во законот за кривична постапка, кривично дело да се дополни, да се измени, да веќе почнеме со казни, затоа што самите овој проблем го направија граѓаните и се уште им дават и се уште ги привикнуваат и се зголемува со ова бројката да и ние имаме во целата држава питачење. Всушност, ако доколку се зголеми свесност така и граѓаните да прекинат да им даваат пари, едноставно тоа е најдобар начин да се искорени. Да, ние видите, нели ние и за тоа се боревме. Јас кажав дека Охрид најголемото питачење го имаше за време на летните периоди, Струга, Кичево, Битола, Прилеп е најголемиот проблем и во Прилеп ќе се реши со помош и поддршка на Министерството, социјалните служби, каде што сега екипите и мобилните екипи ние веќе ги разработивме. Но нема доволен капацитет на тие мобилни екипи, се надевам дека ќе се реши со тек на време. Тие мобилни екипи ги има сега од 12 часот до 18. Јас барав, нели, прва, втора и трета смена да има. Јас пак ќе кажам, и ја разбирам полицијата и министерството и кабинетот на министерот Панче. Сега има доволен број на полиција каде што добре што изнаоѓаат време, термини и планови за овој акцијски план да го движат на месечно ниво, на периоди, на годишно ниво, како што правевме со неколку министри, и ме радува што се движи. Гостивар, еве гледам, одзив има на вклучена полиција, ЦСР, Гостивар, социјалата се вклучува тука, Тетово исто. Центрите за социјални работи, дали нивната вклученост е доволна? Бидејќи знаеме дека кога тие родители што ги носат децата на питачење прават кривично дело, дека носат малолетници, ги злоупотребуваат, дека тие деца всушност треба да се одземат од тие родители. Видите сега, строгите казни и новиот закон сега ќе биде поригорозен за бракот и семејството и родителското право. Сега веднаш, јас како што баравме, нели, веднаш да им се одземе родителското право, но процесот и проблемот во судството, ние проблемот го имаме во судството, јас му го кажав и на премиерот. Председателе, ова мора да го решиме, откако ќе се решат тие внатрешните проблеми во судството. Судството го кочи овој проблем за одземањето на родителското право. Тука е проблемот, иначе треба да се има дополна измена во тој закон за одземање на родителското право и да нема воопшто не да го пуштат и да биде лишено слобода, него кривично да одговара. Јас кажав да биде не да биде терет на државата, него да извршува некоја функција каде што ќе вади парче леп и да му пружи на детето, затоа што јас кажав дека многу ги кажавме и бројките и кои се учесниците, самите родители, самите роднини, самите нивни браќа и сестри го уништуваат нивното детско право за да тие го немаат животот. Јас видов дека во овие сите истражувања, сите информации, ова е све од Министерството и од ЦСР Скопје и од цела Македонија,
што дават известување како постапиле, на колку е поднесено на премногу лица, но дополнително јас електронски и медиумски ќе го доставиме дописот со едно наше известување колку се поднесени кривични пријави, на колку им е одземено родителското право, на колку е постапката. На сите тие дополнително ќе ги известиме сите медиуми и јавноста да дополнително откако ќе ги истрпам сите информации, ќе се обратиме писмено за тие да ги дадеме официјалните бројки. Јас кажав, ова мене многу ме радува, што се почна и самиот знаеш ти од самиот почеток, мораше од негде да се почне сејат. Мораше, затоа што еве сега ќе кажам во судот во Тузло изрече казна од 74 години за принудување на деца во питачењето. И тоа е малце претерана казна, но... Да, тоа е драконска казна. Да. Да речеме еве сега вака. Во Шведска, луѓето кои питачат треба да имат лиценци. Никаква лиценца не смее. Значи никаква. И тоа веќе Шведска го укинува, затоа што Шведска сега сака да го забрани питачењето. Во постапка е у Шведска, јас го пратам целиот тренд во сите земји, во останатите држави го следам трендот како се одвиват законите и што од тамо ние можеме да земеме за тука да дополниме и да изменеме. Шведска сега сака да го забрани комплет целосно и ќе го направи тоа, затоа што лиценца не треба за питачење. Добро, кај нас е веќе забрането. Да, забрането е. Добро, дали ова е, бидејќи немаме уште многу време, пред самиот крај, питачењето се разбира е поврзано и со бездомниците и со луѓето кои немаат дом. Тоа е да некој не е секогаш поврзано, бидејќи не се сите питачи бездомници, но некои и се. Дали се работи за решавање на овој проблем? Видете, јас со Ѓоко, заменикот министер на социјала, го запознав за детално, нели, за деца од улица, за питачите, за бездомните лица и му реков јас на Ѓоко, 32 лица до 40 не може да се згрижуваат само на годишно ниво. Комплет. Значи со нив, нели, кажавме дека треба едукација, работилници, социјални состаноци, како еве општина Куманово, како Струга што сака да го решава проблемот. Значи, кога 88 општини ќе го решават проблемот, општинскиот проблем, нивниот двор кога ќе го исчистат, секој град нема да има питачи, нема да има социјални случаи, нема да има бездомни лица. Јас себе ќе кажам Сакате да кажете да се стави акцент на општините, да го решаваат проблемот. Ама акцентот еве го општина Куманово, баш утрово со Максим вика се воодушевив, општина Куманово еве го започнува тој проект да го работи, да ги решаваат проблемите, не е само да се излезе да се острани питачот и тој повторно утре или по 2 часа се враќа. Значи треба сите општини, јас тоа и го кажав, секој градски татко, секој кој е избран на прво приоритет и они тоа го кажува на сите програми, дека треба да се решаваат проблемите на социјалните и на маргините. И јас кажав дека закон кој ќе се воведе и кој ќе се донесе, барав од Ѓоко и од владата и премиерот го известува закон еднакво за сите социјални маргирани групи да се донесе и сите да се вработуваат, не само за поранешни штитеници од згрижувачки семејства, домови и така натака. Сите да спаѓат, а со најранливите категории, бездомните лица од 350 до 700 што ги имаме во цела Македонија, треба со нив многу стручни тимови и социјални и медицински лица да работат со нив, да се вратат во првобитна состојба и да се работи со нив за да бидат, нели еве како Комората за занаечиско што кажува дека може да се учи еден занае, друг, трети, така натака, ќе си бидат конкурентни затоа што тие се на милост и немилост и се доведени да питачат самите бездомни лица. И јас кажав на многу пати, еве ги, ние ги имаме сега сите од 350, дали 2-30 на 40 се згрижени во моментот. Што прави Црвен крст, што прави град Скопје, јас себе за на крај ќе кажам дека со градоначалникот, сегашниот на град Скопје, со Орце ја му ја спремав програмата за социјални маргинализирани групи, за деца од улица, за самохрани мајки, за бездомни лица, за питачите. Он рече дека ќе се залага со сите скопски општини да се вклучи во проектот за да се остранат за питачите, но и да се работи со нив, да се отворат работилници, дневни центри, да се решават нивните проблеми. Први на листата да бидат за вработување, да речеме парковски работници,
во зеленило што фалат дополнително комунална хигиена. Сега целиот механизам е во орце и он рече иле спреми ми ја програмата, се надевам он тоа што го вети дека ќе го оствари со тек на време, верувам и очекувам работна средба со градоначалникот Орце да им се помогне највише за бездомните лица, самохрани мајки, родители кои злоупотребуваат деца, затоа што има причина, јас кажав, ако сите 88 градоначалници го решаваат проблемот на овие маргинализирани групи, на овие категории кои се на милост и немилост донесени, верувајте, ние овој проблем нема да го имаме. Проблемот е во самите, јас и тоа и го кажав, и јавно ќе го кажам. Земете градоначалници својот двор и исчистете го за да ви функционира општината и да немат граѓаните проблеми, затоа што таму се стварат самите проблеми. Јас се надевам дека ги движиме, ги буткаме, работиме и ме радува што овој успех ја не очекував дека бум ќе биде полицијата и центрите, сите државни институции да се вклучат во ова. Ова никогаш ја не сум го доживеал. Дури и што дознав сејат, многу ме боли, тоа ќе го дополнително открие Министерството. Сега ќе направам едно истражување, некој на овој проект аплицирал да зима средства, а нигдека не го реализира проектот. Мене, кога прочитав дека баш ги сейфував тие и ги тргнав на страна, ќе го истражам прво тоа, не може некој што се борел, што го направил проектот за мене ми е целта институциите да ги раздвижам, да ги разработам, затоа што тие се заспиени институции со години. Јас тоа и го кажав, мене тоа ми беше и мотото, за да работат и да ја вршат работата. Не овој проект да добива средства, да добива ова, да добива тоа. Јас молам за хартија и тонери да обезбедам, за да овие материјали ги имам и ги промовирам. Ние ќе го откриеме кој зимал средства на овој проект и каде отишли и што направиле со тие пари. Бар тие пари нека идат еве за изнемување станови, отварање на работилници за, да речеме, деца од улица, да речеме како Шуто Оризари што се затвори дневниот центар, да се отворат дополнителни други центри. Мене тоа баш ме боли на крај кога дознав и у моментот една албанка ми се јава, Илија, вика, ми требаат податоци. И кога видов дека моите податоци ги црпела да поднесува проекти да аплицира негдека во име на овој. Но има релевантни институции, има јавно обвинителство, има полиција, има министерство, јас тоа до крај ќе го... Се разбира. Добро, господин Јовановиќ, ви благодарам за ова гостување. Така, нема на што. Ви благодарам и на вас. И почитувани со ова гостување на Илија Јовановиќ од невладината Градеме Иднина, го завршуваме и ова Студио 10. Ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.